Хаос во МНАФ, примени неадекватни кадри, оставки од раководители и директори, интерни приписки, препукувања, најавени штрајкови, деманти. Македонската навигација пука по сите шавови. Последните вработувања во македонската навигација ја вознемирија јавноста. Компанијата, која треба да биде најсилната алка за безбедноста во областа на летањето на македонското небо, вработила кадри кои барем според дел од пишувањата на медиумите не се адекватни. Имено станува збор за кандидати кои стигнале до последниот степен на тестирање, но поради незнаење решиле да не ги одговараат прашањата на тестовите, но и покрај тоа тие биле вработени. Токму заради оваа причина, оставки на раководните инструкторски места се поднале голем број на инженери, раководители на сектори, а нивниот најголем поддржувач и прв потпиша на известувањето е еден од тројцата директори на МНАФ, Љубе Стаменковски. Ова е прв пат директор, член на управниот одбор на МНАФ, да застане на страната на синдикатот во МНАФ, во која агенција во собственост на владата. Последниве 2 години контролорите и техничкиот дел се борат со самоволието на раководството предвидено од главниот директор, главно преку вработување на партиски и роднински нестручни кадри, преку сомнителни огласи. Од МНАФ пак велат дека огласот за инженери и техничари е согласно законот за работни односи и условите предвидени во систематизацијата. Во нивната реакција се наведува дека според систематизацијата за приправник интервју се спроведува само ако за едно место има 2 или повеќе кандидати. Во случајот со последниот оглас имало само по еден кандидат за 7 работни места. Примените кандидати, 2 инженери и 1 техничар, понатака ќе бидат на он-џоб тренинг за ЦЕП согласно програмата за обука која ќе трае 1 година. Безбедноста во ниту еден случај не е загрозена, со оглед дека истите нема да бидат вклучени во оперативно делување пред стекнување на соодветно овластување од стручните инструктори. Доколку не се стекнат со горе наведеното овластување согласно систематизацијата, истото потенцирано и во самиот оглас за вработување, ќе добијат отказ од работа. Под вакви услови се примени инженери во МНАФ и пред 4 години, но тогаш немало негодување, велат од компанијата. Според нив, безбедноста на воздухопловниот сообраќај во ниту еден случај не е загрозена, бидејќи сега примените кандидати нема да бидат вклучени во оперативно делување пред да се стекнат со овластувања. Пред само една недела, синдикатот на контролори на летање при МНАФ прифати да го одложи штрајкот, што го најави од 31 декември до 2 јануари. Баш за нова година, токму поради овие незаконски огласи, од кои 2 трае само по 2 дена, за да ги видат само тие што треба да бидат вработени. Под менторство на министерот за транспорт и врски Благој Бочварски и советување од него и од директорот Хамади, дека ќе се запази законската процедура за строга селекција на кандидатите кои ги поминале огласите, меѓу кои и овој за 5 инженери и 2 инструктори, синдикатот ја повлече одлуката за штрајкот за нова година. Синдикатот и во октомври најавуваше штрајк со барање да им се подобрат условите за работа во контрола за летање, за старината опрема да биде заменета со нова и да се воведе нормална селекција на кадар потребен за вработување.